И покрај тоа што светот е неверојатно технолошки развиен, а човекот стапна дури на месечината, сепак постои народ кој живее во куќа без прозорци. Постои свет кој за топла постела и мирис на вистински доми не знае. Постојат деца кои се уште вкусна храна не пробале, па секој ден се принудени да јадат попара од топла вода, леп и шеќер. А најстрашно е со тие деца, со тоа семејство. Го делиме истото небо, истото сонце. Со тие небени луѓе го дишиме истиот воздух. Тоа е семејството на Добре Лазаровски од селото Градиште Куманово. Добри има 58 години, а Брчки и стресови за плюс 100 повеќе. Ова семејство живее во една руинирана соба во која нема ниту прозорец, ниту место каде да се завртиш, а сепак принудени се тука и да функционираат и да спијат. Многу години живееле без струја, а се уште и без вода. Вода за пиење обезбедуваат од бунарот кој е неколку километри оддалечен од куќата, а за бањање и перење од водата дождовница која собираат во буре кога ќе заврне. Децата трпат глад на училиште, а уште поголема мизерија во куќата што е нивни дом. Често велат и повраќаат кога се враќаат дома од тоа што родителите немаат да им дадат сендвич или пари да си купат нешто. Но сепак, скромни, мирни и со надеж замислуваат по убав живот и имаат визија дека и тие некогаш ќе бидат како другите. Денес не пречекува една млада госпогица. Ангела, здраво! Здраво. Од срце на дланка. Ти многу добре знаеш нашата емисија, бидејќи ти го пријави твоето семејство. Зошто го пријави твоето семејство? Гледам дека вие помагате на другите луѓе, па реков и на нас да ја помогнете, тешко живееме. Како живеете? Што ви се случува во семејството? Тешко сиромашни сме, немаме пари, немаме да јадеме. Дали може да не одведеш кај твојот татко да ни кажете како живеете? Јас сам добре. Ни кажа Ангела дека многу тешко живеете. Што правите во овој Ево, момент? овај вода чекамо да заврне, па ево сега да оноду жената да пере. Од ова вода се бањаме. А зошто? Немате ли вода? Немаме вода. Немаме. Како? Па немаме, ето, овој што заврне, чекамо од Господа да даде, да напуниме овие буриња и од овај вода сек припријам тој да се бањамо, да пере жената, децата да ги спрејамо за школа. Од оваа вода и готвите, Да. од оваа вода и Да. пиете? Па некад кад нема и од овај. Среќен си тука, го сакаш ова подневје, Да, селото. да. Па Иако нормално. немаш убави услови. Немам добри услови, мене ме мерак, ја туј сам се огниште мое, туј сам си се родил и 10 години немамо деца. После ни даде Господ. Родини се прво Ивана, после Ангела и овие, после Јован и Велика и Јована исто. Сега имате 5 деца 5 деца, да. и велите тоа е богатството. Да, тоа е богатство. Тоа е богатството. Децата е богатство. И пара е богатство, али и децата. Али без пари па не може човек, нема живот. Нема без пара куде ќе појде човек, ако немаш пари у джеб, не можеш ништо ни да купиш, ни да отидеш негде. Немаме да јадеме, немаме да пишуваме, немаме облека. Колку да преживу за работу некој динар. Ево се колку за децата да па ето да и донесу храна да на децата, кад има јадемо, кад не легнемо си такој. Се што да прави, јутре па истото. Работу по некоја дневница, тако откачи закачи некој дан, те колку за лебац да и донесу. Puno putevi u školu kako dođu bez jedinje idat. Doјдат od 12 sat, doma si jadat, nema što da ponesat na školu, svi nosat. Svaki put nema što da, nekad ima, nekad nema, kad kako. Kad imat nosat, kad nema. Нема как да легне, се стискаме тука. Таму 2, овдека 3, таму 3 спиеме, стискаме се. Електрично немам, фриждер не работи, телевизор немам, ништо. Не ви работи ниту телевизор? Ништо, па сега дека не, овие се стари, оние на онаков немамо, си купимо, интернет немамо, ништо. И така е. Дојде некад си големи се скаравме се за јадење.
Обавезно. Дојде увек мамуша прво тој те прашува. А не те веруе дали имаш, дали немаш. Некад има компири, дроби ми јадо. Па лепче и шеќер. Па здрови лепче, вруќа вода и шеќер. Како одите на училиште? Дали носите храна? Дали таму си... Јас не носам и брат ми. Немаме ни продавница таму ништо. Па како седите гладни неколку сати? Па така издржаме. Леп е puno puti леп на рибанка, па зетин и шекер. Сок некад кад ќе нема, увек без сок, на вечер мали деца на цуцва. Сок нема, па вода и шекер. Увек, свеки вечер. Сок нема откаде вода и шекер. Тешко ми е, како не, на кој родител не му е тешко, например, гледам ги децата, стражи, а ја немам, нервози само. Тоа е. Куќата е више у распадање. У распадање е Само куќата. оваа соба е и тука спиете 7 души. Да. Свите тој спијамо. Па во една соба пишуваме домашно, спиеме и се друго. Нема каде да се избањаме, тука се стискаме. Вода немаме. Услови немам никакви. Ни купатила, ништо. Фактички ништо. Грејам вода на лонец, па тој ним ги избањам, татко и таму другата соба. Не, тежок е животот, да. Не треба вако да се живее, али тоа е. Нема се услови други. Надејам се деца да израснев, да школо да и дам. Имам мерак, например, да направам куќа, да бидно ја домакин, да убава куќа, кад ќе дојде некој стварно, да оноди. Добар ви ден и добре дојдовте во втората епизода од петата сезона на емисијата Срце на Дланка и денес успешни истории во оваа епизода директно од хотелот Лимак во Скопје. Се смета дека најтврдиот камен се крши само со тивки зборови. Ако тие зборови се искажани од нота на душата, така тивко и скромно, онака како што живееја на местото градиште Кумановско, семејството на Добре Лазаревски, кое пред години и половина го стави Срцето на Дланка, денес во нашето студио. Навистина, живеевте многу тешко, но денес се е сменето и затоа ве поканивме да дојдете заедно со вашиот син, да им кажеме на луѓето, да знаат нели како живеете. Добар ви ден, добра. Фала на Јован. поканата. Благодарам. Верувам дека многу измени има и промени, не сме се виделе одамна. Да, има. Јас сум благодарен, среќен сум, нова куќа, све е наместено, животот е променет него што беше у старата куќа. Порано живеевте навистина многу тешко. Многу тешко, Може би Многу тешко. една од најпотресните стории кои што ги имам јас во овој проект видено и снимано, беше токму вашата сторија и неминовно беше дека ќе бидете од широк аудиториум прифатени како луѓе на кои што навистина им треба помош. Имате 5 деца? Да, 5 деца. Девојките не дојдоа, ве дружи само Јованче. Само Јован, да. Здраво. Здраво. Кој што исто така имаше и голем проблем. Да. Односно, не можеше убаво да оди. Да. Така беше роден. Да, така роден беше. Ето, хумани људи ми помогнаа, оправи се детето, операција вршеше, имаше, помогнаа ми људи од Скопје, од Куманово, Катерина и Кире, еден онига детето зимуваа од дома, у болница го носија. Вие немавте автомобил, немавте услови како да го донесете? Они ми помогнаа, поздрав до нима, до Катерину и Кире од Куманово. А ви се јавија преку откако го видоа детенцето? Да, помогнаа ми људите, носија ga, гледаа ga и па ga вратија. Сето тоа беше бесплатно? Па да, бесплатно. Помогнаа ми људи, ја главно детето е оправено. Тоа беше паралелно и додека се реновираше, односно правеше новата куќа. Да, док се правеше куќа. Поздрав до нима, ако ме гледав и слушав, поздравljam ги пуно со сво срце. Тоа беше можеби најголемиот момент дека на едно младо невино суштество му подарија нов живот буквално.
Zahvalan sam na ljudите, детето и на докторите. Исто поздрави до нима, до докторите што го опериса. Кога дозна дека ќе ти прават операција, дека ќе можеш да одиш како другите дечиња, сигурно беше пресреќен. Да. Се плашеше ли? Не. Што му рече тогаш на тато и на мама, кога дозна дека ќе одиш во болница и дека ќе одиш нормално? Едва и дека чекаш? Да. Да? Се сеќаваш нели пред операцијата, после операцијата? Да. Што се случуваш таму во болницата? Ите откако се разбуди, првото чувство? Не ме беше. Воопшто не се плашеше, ти си премногу мал. Кој оделение си? Четврто. Само четврто. Пред година и половина беше второ, Да, така? второ е бил, да. Да, Премногу второ мал. беше. Второ. Премногу беше мал, но сега веќе одиш како и сите останати и што правиш сега кога не се разликуваш од другите? Можеш ли да играш фудбал? Можем да играм фудбал, можем да возам точак. Тоа ти беше иста желба да возиш точак. Друго што правиш кога имате физичко Можем да вежбам. да вежбаш? Претходно не вежбаше? Не можеше со ноđењата, имаше болки. И да не заостануваш за останатите. Да. Веројатно си најсреќен поради тоа. Кога почна да се прави куќата, тоа беше одма после емитувањето на Срце на дланка. Да. Како стартувавте? Што се направи? Како се започна? Кој ви помогна? Па ето, прво детето пријави преку вашата телевизија, исто поздрав до вашата телевизија, до водители, до цел персонал. Се захвалуju. Вие немавте ниту интернет за да Немаше, се пријавите? Тој помалото дете беше некако чуло тамо, видело и беше пријавило до ваша телевизија и дојдовте. И така започна се. И тако започна работава за куќата и Мислевте ли, се надевавте ли дека ќе дојдете денес на ова ниво на не живот? сам верувал ја. Не сам верувал, викам дека ќе бидне овој. И после се јави еден господин од Скопје и од Тетово. И пуно људи се јавија, посетија, не, и почна да градба на куќа. Од Скопје тај господин и од Тетово почна и овој премиерот овој Кристијан Мицкоски и он исто ми помогна нешто, едно, два, три пати доваѓаше кај мене и почна куќата да се гради и тоа е. Колку време траеше градењето? Па градбата траеше месец дана го направија. За еден месец За нов еден дом? месец. Исто фала и на ови луѓе што са на овој господин што е од Скопје и од Тетово. Фала и до премиерот. Благодару се со сво срце. Тие најголемиот дел го помогна околу реновирањето? Тоест градењето? Да, помогнаа. Луѓе, поздрав до нима и се наобови пожелуju. Ето, има хумани луѓе што стварно ми помогнаа. Како удеше градењето, како гледавте соба по соба, како се ставаа прозорците, вратите? Исто поздрав и од Пекчево до тај прозори што ми донесе, не му знам господин како се вика. Исто поздрав и до нега. Консолидирани сили од различни луѓе? Да, сви различни луѓе, што ја не ги познавам луѓето, кои се и што се. Имате во секоја соба и нов мебел? Да, и мебел ми донесува све. И мебел. Бушија ми исто поздрав и до нашиот градоначалник Максим. Фала исто и до нега, захвалуju се. Поздрав. Вие немавте ниту вода, одевте и да, и нечиста вода пиевте. Да. И често беа болни децата порано. Да. Од буре, од што кишовница и пиемо од тај вода и смо готвиле, а сега имамо бушено чиста вода, пиемо све. У соби имамо вода. Сега е водовод. Да, така? водовод. Да. Имате и во куќата тоа Да, и водовод у куќата. инсталирано. Куќата беше навистина за рекорден период изградена. Вие бевте преселени веднаш. Да. И секој од децата си доби посебна соба. Да, посебна соба. Добри се сега децата, добри се. Си
kude da ide, ima kupatilo, istušira se, ima si soba, čisto, legne si. Nema, dobro je. Веројатно и на училиште одат Да. погордо, Da, посамоуверено, da. порано одеа и гладни. Da, gladni, сега je dobro. Hvala i na ljudi, zahvaluju se, pozdrav do svite sa svo srce. Neka i da Gospod zdravije, sreća, sve što je onoj. Сами никогаш ова не можевте да го сторите без помош. Ne, bez pomoć, ne može. И важно е да се помага. Да. Ете, на семејства како вашето, посебно каде што има и Да. толку многу деца. Da. Hvala i na ljudi. Mnogo se zahvaluju na ovoga od Skopje i od Tetovo. Puno i hvala na ljudi. Što drugo da kažu. Pozdrav i Gospod da gi poživi 300 godini. Сите да ги поживеат што се хумани. Да. Site što sam mi pomognale, hvala i ima i od Makedonije ljudi, što i kaža i ovija trojice i drugi sam mi pomogale ljudi, neću samo, svi sam mi pomognale i od stranstva imaše neko i na tija pozdrav do tije luđe. Знае се они кои са, ако ме гледа и Имавте и слуша. на трансакција, имавте доста средства. Размислувавте и нели стан да купите за да бидете поблиску до градот? Не знам за стан, ќе видимо за стан. Па добро, ја сакам и стан, кој не сака нешто болje за деца. Ето, у град да си учи, например, поблизу е, у град све функционира. Село како село и тамо имамо, тамо нема пустелија тамо. То е само да се одмори човек на чист воздух. И тоа е. Да. Добивте и многу машини, бидејќи вие сте земјоделец, но и градежен работник, така? Да. Добивте многу машини за работа. Па доби култиватор ми овој дотера, после овој косилка за трева, тример ми, оној моторна пила за дрва и тоа е. Сето тоа е потребно за едно домаќинство. Потребно, да, потребно е. А ви се отвори и шансите за работа? Одете, вие не седите? Да, има и работа. Сак ми е добро. Иду и работу и добро е, не е лошо. Добро е. Пред тоа беше малце потешко, сак е малце болje. Добро е. Имате и за храна, Има. функционирате нормално. Да, иде, добро е. Деца си иде у школу и они са радосни. Добро е се. Што е за тебе најголемата среќа? Од што си ти најсреќен овие изминати 2 години? Да то ни направи куќата. За куќата? А за твојата здравствена состојба што е подобра? Да. Сигурно си среќен. Твојот сон, се сеќавам, кога ве снимав, беше да станеш професионален фудбалер. Се уште ли го сакаш тој сон? Да. И да станеш фудбалер и да ги браниш боите на Македонија? Да. Верувам дека ќе продолжите вака убаво да живеете и да го делите вашиот совет за тоа што треба да прават, каде да се пријават ако сакаат да им се смени животот. Па ја би препоручил да се јави на вашата телевизија Алфа. Ето, јас сам благодарен. Нека секој си проба својата среќа, ето куде мене испадна среќа, бидна работа. Ја не сам верувал овој дека, не сам очекувал дека ќе бидна, ама ето и мало добри луѓе, што стварно помага, што оној, да и се заблагодаримо на тие луѓе што стварно са ми помогнале. Ето, добро е. Благодарности од наше име, бидејќи вашиот успех е и наш успех. Да, исто да се заблагодару и на вашата телевизија. Прво од вас потекна и тој такој бидна. Да, убаво е да постојат вакви проекти за да може да се реализираат повеќе вакви хумани дела. Да, нек се пријављав луѓе. Тоа е. Ја се захвалувам, пуно поздрав сви кои поздрав нека примив. Благодарам што дојдовте директно од градиште во нашата студија. Фала. Благодарам.
Благе Николовски, иако има 3 ружби, несрекно живее. Времето за него како да застанало. Се што тече и се зголемува се само маките и проблемите. Пораснат како сираче со само еден родител, може би уште од детството се насетувала неговата тешка сегашност. Пред 20 години се жени и создава семејство кое премногу го сака, но нема услови да го прехрани, ниту да му обезбеди поубав живот. Сопругата е постојано со болниот Лука кој сам не може да ги извршува своите обврски. Немаат средства ниту да го лекуваат. Најголемиот Марио постојано е со стоката и нема среќа да најде вработување, зашто скромниот дом кој е високо на еден селски кратовски рит е со часови оддалечен од градот, а до него нема ниту автобуски превоз. Од таа причина не работи ниту благе, ни млекото од кравите кои го произведуваат немаат како да го симнат за да го продадат, зашто само во еден правец одење со такси треба да платат 400 денари. Можеби во целава приказна најтешко ја на Кети, малото симпатично девојче кое е постојано исмејувано од другарчињата, зашто со години на училиште оди со иста облека и која чисто е балкана, зашто паѓа во калта по патот до училиштето. Таа ни солзи ке каже и дека мора да оди гладна и да ги гледа како другите деца јадат кифли и смоки, а таа тоа никогаш не го вкусила. Во ова семејство не се знае кому е потешко, на децата кои мечтаат за убав живот или на родителите кои немаат можност да им го обезбедат тоа. Но едно е јасно, тука сме повеќе од потребни да се сплотиме и направиме да заборават на лошото минато. Денес со екипата на Срце на дланка сме во село Секулица Кратовско. Село кое што можеби е и заборавено од Господ. Токму на еден рит, една кукичка која што е стара повеќе години, е местото на живење на 5-члено семејство. Во една соба живее семејството на Благе Николовски, со кое што ќе ве запознаеме денес. Благе Николовски, добар ви ден. Добар ден. Една ваша пријателка ве пријави и ми кажа, има едно 5-члено семејство кое многу тешко живее. Да, тачно. Тоа е причината поради која денеска сме тук, да ни го раскажете вашиот живот. Мојот е мизерен живот. Зошто? Цел век сам ја мизерен. Татко ми млад умре. Мајка ми исто. И сам сам с 10 прста. И овие деца ги чувам с 10 прста. Колку деца имате? 3. Тука ли живеете? Тој. Добро, а како ви поминува животот тука, Благе? Абе, тежак е живот. Ако продадеме некој теле од крава, тој не е животот. Те. Во оваа една соба ви минува животот. Добар Да. ден. Те. Ова е едното Да. синче. Да. Девојче и уште едно момче. Како е да се живее во една соба 5 души? И па мора. Да. Имате ли некаков приход? Работи ли некој од вас? Не. Никој не работи. Па како се прехранувате и зошто не Ги работите? па, ама дек да идеме да работиме? Дека? Кад не запослува никој. А има ли шанси ако некој ве вработи да се вработите и да одите на работа? Имамо шанси, ама ја га она е више возрастен, 18 години. Ама нема Што? превоз. Дека? Немате превоз? Па немамо превоз. Да се приемам у Кратово, нема, да, ја да иду по Скопје и до проба, не бива. Дојдоси што, ја стан вода да платој, јадење и леп се слепи и што. И овде живееме с 50 кила брашно месечно. Мислите леп? Месиме си. Мора затоа што Да. инаку не сте во состојба да купувате секој ден. Да. Не, тој сек што ни даде малку социјално, тој некој динар, тоа е. По колку земавте социјално? Сак викале 7 ледарки за 7 ледарки. Да. Зошто да ви го прекинат? Па дека таму и некој еден човек работи нешто, он не му ги дал пари, не Да, морал. вујко му ги пуштил на сметка и И социјалното ви ги прекина и тие? да. Нема ништо, такој си живееме. Некој теле што продадем и тоа е. Струја, вода да платиш, трошкови. Не, на маста. Не бе. Лука, Чувате ли животни? Што чувате од стока? па крави. Крави сам. Вуците ли издавија овците? Ви ги изеда овците? Да. Немаш ама многото и чест. Беа детство со кравите, ali тоа још лани беше. И којзите Јак нале исто. издавиле вуци. А што правите со млекото од кравите?
Па за себе Ма што колку. се за себе никад немам де да го продадем. Зошто? И па дека да го носам, што да го однесу у Кратово? Нема превоз. Немам превоз. А како ти поминуваш злато во животот? Како одиш на училиште? Тешко. Зошто? Па надве кад спаѓам кад многу време има нову кап. И со новата обега кад одам се искам, на ми патеките ми станат тмо. И сите другарчиња кад одам во школа ми се смееваат. Се подсмеваат. Да. Што сам ми лакалнија. А ти што им кажуваш? Ништо. Не можам да не објаснам и они само се подсмева со мене. Што друго те викаат? Имаш стари тенјевки од вани, ги носиш чистите, мајка ти дали нема пари да ти купи. И јас исто ни го кажувам, нема пари никад да ми купи. А за храна? А храна не господ макарони, јадеме што има, тоа јадеме. И кад немам пари, така се одам во школа без пари. Немаме пари. А што најмногу сакаш како другите дечиња во училиште кога одиш? Сакам да имам нов телефон, нови патеки, нови тенјевки, нова соба. Се како они што има. Ако што не е условот на нека, јас сакам да има. А тие што јадат во училиште? Не господ смоки, кифли, јас тоа го немам да го јадам и ги гледам. Таков ни е услов. И во оваа куќа живееме како ако да сме многу сиромашни. Јас спием со помалото братче, а мајка ми и татко ми спијат на другиот кревет, а брат ми на овој поголемиот кревет спие. Сите во една соба спиеме. Ти дошло ли некогаш другарче дома? Не. Сите ми се смеуваат, викат ти имаш многу прјава куќа, многу досадна куќа. Јас не можам да издржам. Што правиш тогаш? Па избегам од школа и си дојдам дома. А кога ќе дојдеш дома, им кажуваш на родителите? Не. Во една соба свите и во едно корито се бањаме од 5-6 години. Во едно мало корито. Во тоа се переме. И така ми е животот. И многу е тешко. Во една соба свите и во едно корито се бањаме од 5-6 години. Немам и пари некогаш за училиште и сите викат, сите јадат, јас трпам. И дома кад велам, мамо, сите јадат смоки, јас гледам ги и немам пари да си купам. Они имат, јас немам. Многу ми е тежок животот и Лука кад оди ги гледа. И ги гледа и вика да дој на мене купи ми. И јас сакам да јадам. Така те вика. Да. Јас му велам, немам пари, Лука. И така ги гледаме и некако се смируваме. Ме дојдеме дома што има јадеме. А сега не сме пробале никад смоки. Никогаш не сте пробале смоки? Не. Ни кифли, ништо. Само вода пиеме и вода сега снемавме. Сите ќе се подсетите на семејството во кое е малата Кети од село Секулица Кратовско. Со реченицата "Никогаш не сум пробала смоки" ги освои симпатиите не само на македонскиот народ, туку и на сите страни од светот. Буквално и диаспората се консолидираше и сакаше да помогне на ова семејство. Во форма на храна, во форма на облека и секаква помош, па и парична, ова семејство беше подпомогнато и денес живее многу полесно. Мери и Кети денес од Секулица во нашата емисија
тука во хотелот Лимбак во Скопје. Верувам дека ви е многу сменет животот и затоа сакам следните минути да зборуваме. Добре ни дојдовте. Фала ви пуно, благодарам. Навистина, оддалеку доаѓате? Да, од село Сакулица Кратовско. Да. Ве знае вас целата наша држава и буквално, како што кажав, и надвор од државата, бидејќи навистина пробудивте, можам да кажам, едни од најголемите размери кога е срце на дланка во прашања. И мислам дека најмногу поради солзите на Кети, која што беше и лошо се чувствуваше во тој период. Навистина живеевте лошо. Да. Тоа беше очигледно, немавте услови за нормално да функционирате, но за краток период се смени. Да. Што е сменето? Што се случува во вашето семејство и вашиот дом? Во нашето семејство се мени колку ни помогна донаторите со храна, облека, по поправка на куќата, те ни сменеа прозорци, врата, соба ни направија. Ви беше изреновирана куќата? Да. Вие живеевте само во една соба, а сте 5 члена? Да. И сето тоа ви е изреновирано? Да. Но добивте и навистина многу парична помош на вашата сметка. Дури подготвени сте да купиме и куќа, да. Се уште тоа не го реализиравте? Па не сме јоште, ама сакаме да купиме поблизу до градот, ако најдеме. Верувам дека ќе најдете и дека таа донација, односно помош, би се пофалиле дека тогаш мислам ќе биде се комплетно во вашиот живот. Бидејќи Кети веќе расте, кој оделение се Кети? 9-то. Сега си 9-то и чинам дека доби и стипендија од едно здружение да учиш средно училиште во град. Да. Така? Верувам и ќе искористите. Да. Таков е планот. Што се смени, Кети, во твојот живот? Буквално... Мојот живот се смени. Што? Добив нови патеки, тренјавки, имам колку сакам. Имам моја соба. И децата во училиште више не ми се исмеваат. Имам и телефон и компјутер. Имам и телевизор, плазма, тие најубавите телевизори. Значи, све имам. И сакам да се заблагодарам на тие луѓе што ми помогнаа за све тоа што го имам. Сигурно многу работи се сменија. Да. Живеете помирно, посмирено. Да. Реновиран дом и можност за уште еден дом во блиска иднина. Многу храна. Вие буквално и немавте храна, бидејќи бевте и социјален случај. Да, добивме и храна, да, не. Донирана и храна. Имавте можности, нели, бидејќи премногу храна беше собрана, вие да поделите на некој? Да, имаме. Пружиме и ние на некој. Можевте да бидете поради кратко невнимание и изманипулирани. Што се случи веднаш од како беше изреновирана едната соба? Па се случи кога тоа Алесандар почна да ни бара пари, да давамо на мајсторите. На Блаје му рекал да иде у Кратово да ги земе тие пари. Он Блај рекал дека немам ја пари на сметка, дека не са на моја сметка, не можам. И тој с тие мајстори што беа, там се договорили, го исклеветиле дека ово оно е тамо и отидоа, избега. Ми ги бараа парите? Да. Алесандар ги барал парите, сакал да ги подигнат. Вие што направивте тогаш? Па не се сложиме на тоа, не отидовме. И тој после отишол и тамо исклеветил на емисијата. Да, дека се повлекува од... Да, дека се повлекува, не ќел више да работи. Имаше и обвинувања дека недомаќински се однесувате кон... Да, тој клеветеше се. А тој све клевета фрли, сакал парите да ги земе, колку не се сложиме на тоа. И оној тие мајстори тамо договориле се или некој целото што се ga набацкали.
и да фрли клевета. Тоа ви наштети Да, во ни понатамошната нашта, работа? ни на потомошната работа. Ке се изреновираше можеби повеќе куќата? Па ќе се изреновираше, ама тој isfrли А таква после таа и- клевета пристигнува стопер. уште донации? Па такој некој прате или храна или алишта нешто, но онако нема више. Стопира, а може још нешто ќе се пуштиле некој, ама колку он isfrли тај клевета и престана. Ви застана на среќата. Да, Мислам дека февруари ве снимавме. да, И од тогаш навака поминати се многу месеци, да. но и многу работи во Да. вашиот живот. Од Да. што сте најзадоволни и најсрекни? Па најсреќни сме да благодарни на луѓето што ни донира храна, облека и донаторите и парична помош што ни донира. Благодарам се и на тоа. И смо најсреќни. Вистина, убаво е кога, ете, Да. ве гледам сега смирени, тогаш бевте на вистина вознемирени. На училиште одиш редовно? Да. Какви се плановите твои за воиднина? Моите планови се да станам докторка, да учам таа школа. Средна медицина? Да. Одлично. И тоа. Веројатно сакаш да му помогнеш и на братчето, Да. бидејќи тој е поврзан со тебе, ти го Да, чуваш. па онага труди се, оној у школа воде мога, кад ја, кад Марио, пошто требаше да му одобре таква асистент, ама не му одобри учител, но ама со наше присуство не седи само у школа. Претпоставувам дека и Марио, иако не е тука присутен, е среќен, задоволен. Да, Има и- задоволен и он, да. Да, што вели тој, има и тој своја соба, тој е веќе момче. Да, па у тај соба со Кети, тај соба ни го направи, тај горната не е, тако е тие што оној останата, не е А каде направен. сакате да купите куќа? Па дек најдеме. Јас сакам во Скопје. Ама не, Скопје Сакаш во многу, Скопје? не може многу пари за Скопје. Така. Не смееме нели да се ограничуваме, Да. се и вие Да. не ни знаевте дека вака ќе ви се смени животот, да Да. претпоставиме и да веруваме дека ќе се исполни оваа желба на Кети. Да. Па куде најдеме да купиме? Веројатно тоа ќе биде нели последно Да. делче од мозаикот каде што Да. ќе бидете комплетно среќни Да. и што би кажале на сите оние кои што немаат никаков избор, што живеат како вие што живеевте пред снимањето? Да се пријават на Срце на дланка, пошто ќе и помогне. Вие имавте на вистина многу среќа и верувам дека таа среќа ќе ве служи во иднина. Да. Да се дружиш со другарчињата и да уживаш во животот, Кети, Да. бидејќи, ете, мислам дека благодарение на Кети се Да. промени вашиот живот. Ви благодарам и ве чекам со нови вести околу сето она што се нарекува нов дом, Да. па макар и во Скопје. Па да. Благодарам што дојдовте во Скопје. И на вас ви благодарим пуно на емисија. Благодарам. И многу среќа да имате и живи и здрави. Благодарам. Све најубаво.